Оно што во моментот успеавме да го добиеме е барем законот да биде одложен за 1 година, односно примената на ова законско решение, но групацијата на пазари нема да застане на ова решение, бидејќи нашата интенција е да има сериозни измени во Законот за трговија на зелени пазари, а тоа подразбира пред се регулирање на тоа кој се може да продава на пазарите. Тоа е едниот сегмент на кој што се однесуваат нашите барања. Вториот сегмент е функционалноста на законот со дефинирање на коморски систем на закупците на тезги во рамки на самото законско решение. Имено за нас е од клучен аспект да се вратат оние категории што Законот за трговија на зелени пазари ги изема од продажба на зелените пазари, бидејќи и ние и констатиравме согласно спроведена анкета во рамки на групацијата на пазари дека од 30 до 50% од закупците на тезги, а имаме поединечни пазари каде што процентот изнесува и до 70%, се трговци кои тргуваат согласно оние 4 категории на закупци кои што беа избришани од Законот за трговија на зелени пазари. Вториот сегмент што е од исклучително значење за групацијата и за кој што ќе се разговара во следниот период е функционирање на комора на закупци на тезги во рамки на самиот закон. За да нема забуни, за да нема погрешно толкување, јас би сакала во овој момент да кажам дека групацијата на пазари уште на крајот на 2015 година има поднесено до Министерството за економија заклучок дека не се согласува со дефинирање на комора на закупци на тезги во Закон за трговија на зелени пазари, бидејќи според нас нема потреба од постоење на комора во услови кога оние сегменти за кои што треба да бидат регулирана работата на закупците на тезги може да ја вршат надлежни државни институции.